Многу интересна дебата на колешката од Социјалдемократскиот сојуз. И многу на крајот ме интересира, и тоа треба да огледа и јавноста, како колегите од позицијата ќе реагираат по однос на изјаснувањето на овој амандман. Од повеќе причини. Прво да ја запрашам колешката две работи. Дали е координирана со нејзините изјави со своите колеги пратеници од позицијата и дали се координирани со вице-премиерот Кочо Ањушев, кој што токму произлегува од оваа афела, бидејќи основната заложба на секоја влада, а се надевам и на оваа влада, да имаме енергетска независност. Иако досега бевме критикувани дека на стартот од колега Реджа Исмаили, ако имате нешто да кажете, да се пријавите за збор после. Ве молам, бидете конструктивни. Иако оваа влада имаше од 2006 генерално забелешки дека сме биле увозно енергетски зависни и сега нема доблес да признае дека над 90% од електричната енергија ја произведуваме токму самите, без разлика од кој извор доаѓа, треба јасно да се изјасни дали дополнително сака Република Македонија да ја ставиме во рангот на земји кои што произведуваат електрична енергија не само за себе, туку ако има можност да имаме електрична енергија и за извоз. Од она што Европската Унија и Европската енергетска заедница го промовира е изградба на електрични централи на обновливи извори. Тоа се пред се хидроцентралите и фотонапонските централи, фотоволтаичните централи на сончева енергија. Меѓутоа, треба да им биде јасно на граѓаните на Република Македонија дека производството на ваква електрична енергија е прво многу непредвидливо во однос на напојување на енергетскиот систем во Република Македонија. Второ, претходниот говорник стручно зборуваше зошто би имале проблем ако таквата енергија се засниваме на таквата енергија. И во контекст земено сите параметри на производство на ваква енергија е многу скапа за една држава како што е Република Македонија. И сега многу е интересно како колегите, да речеме од Битола, од Прилеп, од Кичево, од Неготино, од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ќе се изјаснат по однос на тврдењата на колешката за изградба на термоцентрала во регионот на Делчево и Пехчево. Еве да ја поддржам, и јас сум за чиста еколошка средина, знам дека тој крај е недопрен, вака кажано, и дека е добро да нема термоцентрала. Меѓутоа, ако збориме за интересот на граѓаните на Република Македонија, без разлика на нивната верска, етничка или партиска или било каква поделба, ова е од исклучително значење како прашање дали ќе се реализира или не. Јас сум дополнително сигурен, она што спомнав на почетокот, дека и врвот на СДСМ или раководството на СДСМ, особено делот кој што е во функција на економски раст и развој на Република Македонија, тука спомнав господинот Кочо Ањушев, е во спротивност со ставовите на дотичната колешка што претходно зборуваше по овој амандман. И сега сакам да поставам конкретно прашање. Ако знаеме дека изворите на јаглен се ограничени како ресурси и дека река Осломе кубури со такви ресурси, ако знаеме дека и новите ископи што и направи претходната влада се на ограничено временско делување или искористување во рек Битола, и ако она што го зборува претходните говорници во овој регион на Делчево и Пехчево имаме такви ресурси кои што би обезбедиле производство на електрична енергија преку изградба на термоцентрала во следните 50 или 60 години, дали е тоа поволно за Република Македонија или не е поволно? И дали треба да гласаме за таков амандман или не треба да гласаме? И сега од оваа позиција или од оваа дистанца, колегите од власта зборуваат за обновливи извори на електрична енергија, за изградба на такви електрани, а претходно знаеме како се однесува и како и коментира заложбите на владата да се изградат хидроелектрани на Луково поле, на Бошков мост и на други места во Република Македонија. Зошто се толку контрадикторни и контраверзни во своите изјави?
и дали еднаш ќе ги застапуваме интересите на граѓаните на Република Македонија и на државата Република Македонија. Сега прашуваме, модерно стана прашањето, зошто не сме и консултирале граѓаните дали се за изградба на ваква електрана. Па добро, јас да ве прашам сега, ова електрана е од суштинско значење за економски бенефит, стопански, за раст на македонската економија, развој на државата. Ајде да ве прашам, зошто вие до сега, една недела пред да склучите договор со Република Македонија за добрососедство, со Република Бугарија се извинувам, зошто до сега не сте го прашале народот да се изјасни или не сте оставиле на увид тој договор за кој би се изјасниле граѓаните на Република Македонија? Кога зборуваме за договор кој што е од есенцијално значење за опстојот на оваа држава. Ево, јас ве прашувам конкретно, зошто до сега тој договор не сте го ставиле на увид на граѓаните на Република Македонија? И мислите ли дека таков договор е воопшто возможно да го протнете по линија на мал отпор или на мала врата и тој договор да се потпише и дополнително да биде ратификуван тука во собрание? Ако ги следиме и сите изјави на вашите челници, прво дека ќе се потпише, па после дека одговорноста вие ќе сносите како пратеници тука и така натаму. Се извинувам, направив една дигресија, една паралела, ама ве прашувам, значи, ако веќе се повикувате на граѓаните, дајте да се повикаме и за суштинските прашања. Дајте да имаме и симетричност во однос на барањата кога и каде и за кои работи треба граѓаните воопшто да се произнесат. Од тие причини, јас ево го почитувам вашиот став. Вие доаѓате од тој крај, се залагате за еколошка средина и така натаму, за чиста средина. Меѓутоа, многу ќе ме интересира како ќе гласа за оваа работа господинот Васко Ковачевски. Пример, да речеме, голем борец за екологија во Република Македонија, за воведување на нови методи на работење на рек Битола и така натаму, за Билевски Горан, како ќе се произјасни за овој амандман, како колегите од, не знам, Кичево и регионот ќе се произјаснат за овој амандман. Многу ме интересира како тие ќе се произјаснат. Јас вашиот став го почитувам до крај. Меѓутоа, ако сега ја водиме работата со и старшин, да не бидеме за едни мајка, за други мачеа, еве, јас ќе ви дадам предлог, дајте сите термоелектрани да ги затвориме во Република Македонија и да имаме еколошка чиста средина како бисер. Дали тоа ќе биде добро и дали ќе овозможи опстој на оваа држава? Многу сте, повторувам и завршувам тука, контраверзни и контрадикторни со вашите изјави, бидејќи ви гарантирам дека вашиот економски тим на чело со господинот Кочо Ањушев не се согласува со ваквите ставови кои што вие ги презентирате тука на говорница. Ако ова е ваше издвоено мислење, јас го почитувам до крај. Меѓутоа, многу ќе ми е важно, а и на јавноста ќе биде важно, како вашите колеги ќе гласаат кога ќе треба да се изјасниме по овој амандман. Благодарам.